станува ли Скопје европска престолнина на медицински потпомогнато оплодување? Бебињата од епрувета го потикнаа здравствениот туризам во Македонија. Детали на оваа тема дознаваме од колешката Лидија Чакар. Станува ли Скопје европска престолнина на медицински потпомогнато оплодување? Мека за сите оние кои не можат да имаат деца по природен пат. Кај нас по деца доаѓаат луѓе од цела Европа, зашто имаме еден од најлибералните закони кои ја уредуваат оваа проблематика. Едни сме од ретките каде е дозволено и сурогат мајчинството, што не прави интересна дестинација за развивање здравствен туризам. Ние како земја што имаме вака либерален закон, навистина имаме многу големи услови и шанси, а богами и добар квалитет да го развиеме овој кој веќе е почнат, и тоа да го доразвиеме до крај. Од кои земји најчесто доаѓаат? Од кои земји се пациенти? Па најчесто доаѓаат земји кои се во близина, ако имаат рестриктивни закони. Например Хрватска, таму е забранета донацијата на јајни клетки, сперматозиди и ембриони, и тие пациентки редовно доаѓаат. Ние имаме големо искуство со нив, околу 100 до 150 пациентки од Хрватска годишно имаме. Доктор Лазаревски објаснува и колку се успешни постапките и што влијае на успешноста. Тука треба да направиме најасна дистинкција на пациентката со собствени јајни клетки и она која зема јајни клетки од друга жена, значи донирани јајни клетки. За таа што зема, тој работи со собствен, мислам, се обидува да постигне бременост со собствени јајни клетки, потребни се добри резерви на јајниците, се разбира општото здравје да е добро и исто така добар фактор е да е матката во ред. Ако тоа се постигне, ние имаме добра бројка на статистичка стапка на бременост и како Македонија, не само како наша установа, така да некаде отприлике срачунаме дека околу 50% од сите жени од првиот обид ќе останат бремени, меѓутоа она стапка на baby home, значи здраво дете дома е негде околу 40%. Од друга страна, овие пациенти кои одат на донирани јајни клетки, зашто знаете дека денеска жената многу причини, кариера, не ја нашла љубовта на својот живот и така натаму, све покасно одлучува да забремени. Затоа тие се одлучуваат, веќе резервите се при крај, нешто ќе се обидат еднаш два пати, се разбира квалитетот на јајните клетки не е ист на 20 години и на 45 години. Значи на 20 години ако земеме од 10 јајни клетки, дека 8 се добри, значи 35 години од 10-20 јајни клетки може само една евентуално да е добра. Што е нормално, мислам, тоа е биолошкиот часовник работи. Тие пациентки имаат огромен успех на забременување, дури 70-80% се разбира ако матката е здрава. И каква е незината здравствена состојба. И уште една работа треба да се каже, мора да има старосна граница за овие постапки. За жал, кај нас ја нема. Да, токму тоа секав да прашам, либералниот закон отвара и некои етички прашања. Кога сме престари за потомство? Видете, кога ние го правевме законот, значи 2008 година, ние одредивме на старосна граница, некаде 47 години, чинам беше, сега не сум сигурен, и потоа целиот тој закон беше на една округла маса, каде што учествува експерти од сите области кои се засегнати со оваа проблематика, владини регулатори и така натаму. Така да тоа беше прифатено. Меѓутоа, некои удруженија на жените тоа на Уставен суд го оповргна и тоа падна. И сега ние сме, фактички немаме тука еден, како да го кажам, тој возрастен интерегнум, значи немаме ние тука веќе некоја граница каде што жените не можеме да ги ограничиме, иако тоа е секаде во свет. Мислам дека добар потек направи ова ново раководство на Фондот за здравство, што ги ограничи жените со собствени јајни клетки на 45 години, а на донација мислам на 49 години. Јас до пред година дена бев и скоро константен член на Комисијата за БПО при Министерството за здравство. И таму бев еден од оние кои, мислам, ноторно се ангажираше да се направи едно ограничување на
возраста на жената. Треба да се остави сепак тоа да го направат оваа другава страна, значи владини регулатори заедно со експерти нашата професија и да одредат што е што. Кај нас има 7 клиники за медицинско потпомогнато оплодување. Лани државата за граѓаните на Македонија финансирала 1200 инвитро постапки. Но бројката е многу поголема, бидејќи некои и самите си ја плаќаат постапката, а тука не влегуваат и оние кои доаѓаат однадвор.